This conference will now be recorded. Okay. За денешното предавање избрав една лекција од Photoshop. Ова е лекција која што е според програмата, според начинот на кој што јас ги одржувам предавањата. Photoshop ова е некаде вториот час лекција која што лекција која што предаваме вториот час, што значи дека основите во Photoshop се веќе прикажани, односно запознаени сме со интерфејсот, горе-долу ги знаат алатките, ги знаат панелите од страна, значи од десната страна знаат дека се панелите, горе ги имаме менијата, под менијата ги имаме контрол панелот и од левата страна ги имаме сите алатки кои што ги употребуваме. Денеска на оваа лекција на ова предавање ќе се осврнеме на една група на алатки. Така да, под предпоставка дека веќе првиот час е пројден, дека ги имаме колешките Елена Столевска и Наташа Ристевска-Тодоровска, кои што ќе бидат во улога на ученици, на студенти, така да кога ќе имаат тони проблем ќе ви покажам како можам да влезам во нивниот компјутер, односно во софтверот моментално, кој што ми упален, да им помогнам ако имаат нешто нејасно, и потоа се враќам јас назад како презентер. Значи ќе ги објасниме сите опции, сите опции кои што ги нуди GoToMeeting платформата преку која ги одржуваме часовите, и ова е буквално како ние го одвиваме часот. Значи се исто, само физички не сме тука еден до друг. Така да јас ќе почнам со предавањето. И Елена или Наташа, знам дека вие имате овие вежби отворено, така да слободно правите го со мене, ако имате било каков проблем, слободно застанете. Исто се однесува и за другите. Ако имате било какво прашање, слободно прекинете ме и напишете го прашањето, односно кажете го вашето прашање или слободно напишете го во четот, јас ќе се обидам сите да ги одговорам. Иако нели нормално на крај од презентацијата ќе имаме време да одговориме на сите прашања кои што имате поврзани со одржувањето на онлайн настава во Сепс. Океј, ќе почнам јас со лекцијата. Значи ова е лекција каде што ќе ги разгледаме сите начини на селекција во Photoshop. Нормално, како сите сме работеле во Word, сите сме работеле Excel порано, децата кои што најчесто доаѓаат до моментот да учат Photoshop, во најголем дел од нив веќе ги имаат пројдено часовите, оној основниот курс, така да знаат веќе што е Word, што е Excel, што е софтвер, што е хардвер, знаат дека за да направат било што во еден документ, дали е тоа Word, дали Excel, не е важно, знаат дека мора да се направи селекција. Истата логика е и во Photoshop, со тоа што малку е, затоа што нели Photoshop е малку покомплициран софтвер од овие претходно споменатите, имаме различни начини на селекција, така да сите тие начини ќе ги пројдеме денес. Ако погледнеме на лентата со алатки од левата страна поставена, јас ја поставувам лентата да биде вака во една колона, можете вие да ја поставите да биде во две колони, ама вака од искуство вака е малку позбунувачки, поедноставно кога ќе биде во една колона, дополнително имаме малце повеќе простор на работната површина, имаме малку повеќе простор за канвас во Photoshop. Алатките за селекција, гледано од горе надолу, се втората, третата и четвртата група на алатки. Секој од овие алатки ќе ги употребувате, која алатка од овие за селекција ќе употребувате зависи од ситуацијата, зависи од објектот што сакате да го селектирате, зависи од тоа што сакате да направите. Така да јас ќе се обидам да ги пројдам сите овие алатки, сите начини на селекција, меѓутоа не е задолжително да секогаш се употребуваат алатките за селекција на начинот кој што јас ги употребувам одека.
Главната цел во Photoshop не е да си ја завршиме работата што е можно побрзо и да го добиеме нели посакуваниот резултат, а како ќе дојдеме до тоа е наш избор. Работата е да бидеме ефикасни и исполнителни во дизајн. Имаме 5 вакви различни форми кои што ќе ги селектираме заедно со ова последно оштравче кој што е 6-та форма. Само да ви покажам до што ние би требало да дојдеме. Значи ова се официјални лекции од Adobe. Значи треба да го добиеме овој резултат. Почнуваме од ова, завршуваме со овој дизајн. И приметувате дека сите овие објекти кои што ги имаме долу се тргнати од тоа нивно оригинално место и поставени во овој дел од сликава горе. Со Ctrl 0 се враќаме назад. Повторно, под претпоставка, слушателите веќе ги знаат сите овие кратинки кои што ги спомнам. Забележуваме дека целиот овој документ е на еден леер, што не е најдобра практика кога се работи во Photoshop. Најдобро имаме сите леери, односно сите објекти во посебни леери, затоа што така ја задржуваме флексибилноста на истите и можеме да ги манипулираме онака како нас ни одговара на неа. Да почнеме први со селекција на првиот објектот кој што го гледаме од дека на оваа црвена позадина. Овој објект од ова место треба да биде тргнат и да биде поставен на оваа локација. Сега треба да направиме селекција на ова. Селекцијата во Photoshop е малку по комплицирана во однос на некои други софтвери. Конкретно Word, Excel, PowerPoint, затоа што децата веќе ги имаат определени курсеви. Е по-комплицирана селекцијата дека затоа што мора да се обрне внимание на тоа што сакаме да селектираме. Алатки за селекција во Photoshop се рековме втора, трета и четврта група на алатки, ако гледате од горе надолу. Втората група на алатки ги содржи Rectangular Marquee Tool и Elliptical Marquee Tool алатките. Ова се алатки кои што прават правоаголни, квадратни селекции или елипсовидни или кружни селекции, во зависност од тоа дали го држиме копчето Shift додека ги правиме селекции. Ова се алатки за селекција кои што ќе ги употребуваме доколку сакаме да селектираме правоаголни форми или квадратни форми. Значи, малку се поригидни во однос на овие другиве алатки, затоа што се готови форми и дополнителна модификација на овие селекции кои што би ги направили со овие алатки не може да биде направена, освен доколку не употребиме нека друга алатка или на готовата селекција да додадеме дополнителна селекција. Само да ви покажам што значи тоа, ќе отворам нов документ и да ги разгледаме резултатите од селекцијата. Например, ако сакам да направам селекција со Rectangular Marquee Tool, прво нешто што треба да направам е да не заборавам да искрирам нов леер. Значи, да избегнеме на навика да работиме на background леер, значи креираме нов леер, овој леер ќе го наречам правоаголна селекција, со Rectangular Marquee Tool алатката кликнувам и креирам една ваква селекција. Кога го имаме ова во Photoshop, значи кога имаме ваква селекција, без разлика дали е направена со Rectangular Marquee Tool или можеби со Polygonal Lasso Tool или со Lasso Tool, не е важно, Photoshop разпознава два вида на пиксели. Имате активни и неактивни, селектирани и неселектирани пиксели. Селектираните пиксели се пикселите кои што се наоѓаат внатре во селекцијата, неселектираните пиксели се сите оние пиксели кои што се наоѓаат надвор од селекцијата. За да покажам што точно значи ова, ќе изберам brush алатката, значи четка, и ќе кликнам Б од тастатура, затоа што тоа е картинката за истата. Foreground color ми е зелена и ќе изберам
со десен клик на канвасот, ако кликнам, можам да изберам различен вид на четка. Во овој случај имам soft round pressure size, изберам hard round четка. И погледнете, ако почнем да бојам надвор од селекцијата, ништо не се случува. Но моментот кога ќе пројдам низ селекцијата, јас имам обојување. Затоа што овие пиксели се активни. Гледате, ова е на некој начин шаблон, кој што ми овозможува без проблем да ја обојам цела оваа површина и да искреирам права. Откако ќе завршам со употреба на браш алатката, ја селектираме првата алатка или в тастатура ќе кликнеме и гледаме дека активната селекција и натаму е активна селекција која што претходно направивме и натаму е активна, значи ќе треба сега да дојдем во select менуто, да кликнам deselect и јас сега имам еден правоаголник за работа. Така. И сега овој правоаголник јас го поставив во посебен леер. Тоа е тоа што сакаме ние од дека да го направиме. Значи, ова прво што го разгледавме беше правоаголна селекција. Понатаму ќе искрирам уште еден леер за да видиме како се креираат кружливе селекции. Значи, ако држам Shift и ако почнам да влечам надолу, гледате дека креирам правилен круг. Повторно, ако ја земам браш алатката, така гледате дека ако кликам надвор, селекцијата, затоа што се однесува само на овој дел, не ми дозволува Photoshop им е дозволено да цртам надвор од селекцијата. Значи, искреирав сега едно вако крупче и повторно ја следиме истата постапка. Избираме Move алатката, одиме во Select менуто, ја деселектираме оваа селекција и сега овој објект можам да го преместувам од едно место на друго. Тоа се тие две главни алатки, односно основни алатки за селекција, Rectangular Marquee Tool и Elliptical Marquee Tool. И затоа кажам дека се малку ригидни затоа што се однесуваат само на правоаголни објекти и на кружни објекти. Сега вие можете да направите, например, мала модификација на оваа форма за селекција. Например, ако направиме на правоаголна ваква селекција, и ако погледнам во контрол панелот горе, контрол панелот е лентата која што се менува во однос на тоа која алатка ние селектираме. Се затоа што ми е селектирана алатката за селекција, модот за креирање на нова селекција е секогаш поставен на New Selection. Но, ако ја изберем опцијата Add to Selection, веднаш во маусот се појавува вакво плусче. Тоа значи дека јас сега можам да искреирам уште една селекција и кога ќе го пуштам маусот, ако таа нова селекција која што ќе искрирам влезе во некаква интеракција со претходно направената селекција, ако ќе го пуштам маусот, гледате дека добивам малку поинаква форма. Ако ја изберам опцијата, третава опција, Subtract from Selection, сега од оваа активна селекција, јас долу добивам минусче, па ако направам ваква правоаголна селекција, овој дел кој што го нацртав или кој што го селектирав, што се одзема од претходната форма. Па сега ако ја кликнам Б, буквата од тастатура, и искрирам нормално нов леер, значи за да изберам браш алатката, ако почнам да бојам, сега ако дојдам на Select, Deselect менуто, еве што се случува. Значи со помош на алатката за правоаголна селекција и со менување на модот на модот на кој што алатката за селекција би работела, можеме да добиеме малку по комплицирани форми, наместо да останеме само со правоаголни или со кружни или со дивни селекции. Но не сите објекти кои што би сакале да ги селектираме, барем во овој случај дека на оваа лекција, би можеле да ги селектираме со Rectangular Marquee Tool и со менување на модот на селекција. За таа цел ја имаме втората, односно третата група на алатки, ако гледаме горе надолу, Lasso, Polygonal Lasso и Magnetic Lasso Tool. Lasso алатката, ако пробаме
со ласо алатката да го селектирам овој објект. Ова е фрихенд алатка за селекција, која што би овозможува да, ако имаме, например, графички таблет, тогаш можеме малку поедноставно би одела селекцијата, иако ласото не верувам дека некој би сакал да ја употреби за селекција конкретно на овој објект, али ајде да видиме што таа алатка прави. Ако јас ја пробам вака, што е можно попрецизно да се движам по контурата на објектот, и ако дојдам со маусот до линијата, односно до точката од која што имам почеток, кој ќе го пуштам маусот, еве е селекцијата која што ја добив. Ова не е задоволителна селекција, затоа што, кој што можете да видите, ќе останат многу пиксели од црвената позадина, каде што овој објект се наоѓа. Некаде имаме навлезено внатре во објектот и не можеме да не сме ги селектирале сите дополнителни пиксели. Да, јас можам да ја изберам оваа алатка, односно ласо алатката, и да изберам опцијата Add to Selection, па да пробам да додадам ваква селекција овдека. Значи, овој дел го додадов, овој дел да пробам да го одземам, ќе изберам третава опција Subtract from Selection, па од целава селекција овој е делот кој што сакам да го одземам. И така ќе ја модифицираме целата селекција и ќе дојдеме до некако си финален продукт кој што нас ни одговара. Како и да, ова не е, како што кажав, задоволителен начин, затоа што многу време ќе изгубиме. Поентата е да можеме да го завршиме сето ова во најкраток можен рок. Така да гледаме дека ласо алатката нема да ми заврши работа. Доаѓам во Select менито и кликам Deselect, да се обидеме со некоја друга алатка. Другиве алатки за селекција, Polygonal Lasso Tool, например, алатката, да избереме оваа алатка која што, или самото име е доволно добро ја објаснува, алатка која што креира полигонални селекции. Односно, оваа алатка функционира на некој начин како пен алатката, со тоа што треба само да кликнеме со неја. И гледате, со секој клик ние креираме точка, и ако продолжам ова вака да го правам, колку поблиску ги поставуваме кликовите еден до друг, толку по-смут ќе оди оваа линија. Инаку, ако само го оставам ова вака, гледате дека полигоналната селекција еве како изгледа. Оваа алатка е добра да ја употребуваме кај објекти кои што немаат некои многу големи кривини, иако може да имаат некакви заоблувања, меѓутоа не е тоа нешто страшно. Алатка која што ни овозможува да селектираме вакви полигонални форми на наједноставен можен начин, ако идеме тоа рачно да го правиме. Затоа што и оваа алатка гледам дека не ми одговара најмногу, ќе отидам во Select менито и ќе изберам опцијата Deselect. Да се обидеме со ова последната алатка која што ја нуди ласо групата на алатки, тоа е Magnetic Lasso Tool, и ова е една од најинтересните алатки за селекција. Оние кои што прв пат ја почнуваат со работа во Photoshop, оваа алатка која ќе видат како функционира и потребуваат неја. Оваа алатка се работи на тој начин што ја препознава границата помеѓу објектот и позадината кај што тој објект се наоѓа. Сега во овој случај сето тоа е окей, мал се гледате дека е, затоа што не е со некој огромен квалитет оваа слика, границата е малку заматена. Но еве како функционира. Кликнувам и почнувам да го движам објектот. Нешто слично како ласо алатката, меѓутоа дека самата алатка се лепи на работ на објект. Сега ова е едноставна алатка за употреба. Го држам копчето Space да се придвижам надолу, без да ја преклинувам оваа алатка. Како што кажав, оваа алатка е едноставна за употреба, но не секогаш ви го дава добриот резултат. Најдобрите резултати со оваа алатка ќе ги добиете доколку границата помеѓу објектот и позадината кај што тој е поставен се многу јасно види. Ако ја затворам алатката, гледате дека добивам повторно некаква селекција,
односно добра селекција во однос на овие алатки до сега кои што ги употребивме, ова е најдобриот резултат. Но дополнително и ова може да биде ова нели пак е добар резултатот, меѓутоа може да биде и подобар. Кажете ми дали сте дали ме прати? Елена, Наташа? Окей? Да, во ред. Да, до сега е во ред. Добро. Сега повторно дека ќе направам диселект на се ова. Според мене, најдобриот начин за да се прават селекции во Photoshop се со четвртата група на алатки, гледано од горе надолу. Тоа се Quick Selection алатката и Magic Wand Tool алатката. Ова се алатки кои што прават селекции на малку поголеми површини со еден клик. Така да, овие две алатки прават селекции врз основа на два различни параметри. Quick Selection алатката прави селекција врз основа на границите на објектот. Колку повидливи се границите, толку селекцијата е подобра и толку побрзо истата ќе биде направена. Втората алатка е Magic Wand Tool, која што прави селекција врз основа на бојата на пиксели. Сега Елена и Наташа, врз основа на ова што го имаме овдека и на тоа што го кажам, што го зборев до сега, што мислите која алатка би ја употребиле од овие две? Значи, дали Quick Selection или Magic Wand Tool за селекција? Јас би употребила Magic Wand Tool. Океј. Magic Wand Tool алатката, ако одиме да ја употребиме во овој случај, како што кажаме, таа алатка која што прави селекција врз основа на бојата на пиксели. Овој објект има дали е насекаде едно боја. Гледам дека овој дел дека има една боја, меѓутоа имаме подзатегнати пиксели овдека, имаме и ваков некој облик од цвеќе што и да е ова. Значи имаме разлика, од тука имаме прилично темни пиксели, значи ова некој е си портокалова, кафеава боја во однос на кремаста што имаме на секаде. Значи бојата не е конзистентна низ овој објект. За да видиме каков резултат би добиле ние со Magic Wand Tool алатката, едноставно само треба да кликнеме. Кога ќе кликнам, забележувам дека имам оние делови, гледате овој дел со кафеаво плека овдека, гледате дека не е селектиран, гледате колку мали делчиња излегуваат неселектирани, затоа што се со потемна боја од пикселот на кој што кликнам. Значи, повторно ќе одзумирам, ќе отидам на Select менуто и ќе кликнам Deselect. Сега ќе се обидам да ја направам селекцијата со Quick Selection алатката. Може би е подобро со Quick Selection алатката, затоа што за разлика од бојата, границите на објектот се некаде конзистентни, така јасно се видливи во однос на позадина. Ако ја зголемам четката, ова го правам со копчињата десно од буквата П, големата и малата заграда. Ја зголемувам четката, кликнувам и гледате, доволно беше само еднаш да кликнам, самиот Photoshop ги препозна границите на објектот и го добиваме ова вака. Кажете ми дали го направивте. Елена? Да. Добро. Во случај, сега, ова е надвор од предавањето. Во случај да некој од дете каже дека не излезе ова не ми излегува мене, ја не можам да го направам или не ми е јасно. Првото нешто што го правам е ги правам да бидат презентни. Така да, Елена, да предпоставиме дека ова не излезе кај тебе. Ќе те направам да бидеш сега презентни. Инаку, сето ова се најубаво е да се прави доколку, односно првично треба да имаме GoToMeeting апликацијата симната, затоа што кога сте одржуваат часовите, ние ви праќаме линк на кој што вие ќе треба да го кликнете. Не е задолжително да ја имате GoToMeeting апликацијата, доволно е само да го имате линкот кој што ние секако ви го праќаме. Кога ќе го кликнете линкот, вие првично
се закачувате на веб апликација. Веб апликации во глобал имаат многу помалце опции него десктоп апликациите. Веб апликацијата е направена чисто само за да можеме да го пратиме софтверот или во овој случај за GoToMeeting да го пратиме состанокот или предавањето онака само субопарно, без некоја посебна интеракција. Кога ја имате веб апликацијата симната, интеракцијата е многу поголема. Така да сега јас, Елена, ќе те направам тебе да бидеш презентер, со тоа што ќе ти дам со десен клик на твоето име, make presenter, ќе кликнам yes. И можеме да имаме само еден презентер во моментот, во даден момент, така да Елена сега ќе направи share на нејзиниот екран. Со тоа што јас можам да видам што она направила, значи она така е дојде. Искам јас да гледам нејзиниот екран, дополнително ќе побарам нејзини контроли, односно ќе побарам дозвола да ми даде контрола. Океј, Елена. И што ќе го направиме во случај да е доволно само да го погледнеме како правиме со деца. Го шеруваат они нивниот екран и јас сега гледам они што направиле. Некогаш, како што кажав, е доволно само да им речам ова треба да направите, она треба да направите и се како што треба. Но во одредени случаеви, може би затоа што направиле неколку чекори погрешно или не ме прателе или малку заостанале повеќе, тогаш јас ја превземам контролата на тоест први ги прашувам дали може да ми ја дадат контролата на нивниот компјутер, они го прават тоа и јас сега ова што јас сега односно движењето на маусот го правам јас. А компјутерот е најавен на физички надвор од оваа училница на сосема различно место. Така да првично што ќе направам, ќе дојдам од дека select, ќе кликам deselect, ќе видам што они направиле, им е јасно како да се направи ова, пет кажам каде се наоѓа алатката која што е потребна за да се селектира овој објект, избираме selection алатката, истата оваа алатка ќе ја зголемиме, значи малку ја зголемувам, функционираат и кибордот и маусот мој на нивниот компјутер и тоа е единственото нешто што можам да го кликнам моментално. Ја избирам формата, дали е јасно, Елена? Да. Све јасно, можеме да пробаме уште еднаш, додека јас го гледам, обично вака ги правам работи, значи јас еднаш ќе го направам, ќе ги објаснам чекорите кои се, како се употребуваат алатките. Кликам deselect и сега ќе речам на Елена, пробај направи го истото ти, значи следи ги истите чекори, за да сум сигурен дека знаат, дека ме сватиле во селекцијата, дека разбрале што треба да се направи. Значи си остануваш Елена на Quick Selection алатката и ја избери, таа ти е активна, да, и само кликни на формата која што ја кликнавме преска. Океј, или? Секунда само. Добро, алатката ти е селектирана, се наоѓаш на правото место, Photoshop, да, избери ја Quick Selection алатката или кликни W од тастатура. Секунда само. Може повторно не го отварам на Photoshopот? Ајде, вака ќе се вратиме назад, те молам остави го маусот, затоа што ги имам контролите на твојот маус. Значи, гледај, уште еднаш. Се што треба да се направи е да се селектира Quick Selection алатката и додека е оваа алатка активна, да кликнеш на објектот кој што го имаш во Photoshop. Океј? Да, моментално не ми го дава Photoshopот, туку GoToMeeting апликацијата, затоа не можам да видам. Како GoToMeeting ти дава, не јас ја гледам апликацијата од дека. Океј, сега го гледаш Photoshop кај тебе на твојот екран. Моментално не. Моментално не го гледаш Photoshop. Да. Како? Ајде. Не. Само GoToMeeting ми е.
Добра. Сега не го гледаш Photoshop воопшто? Воопшто. Океј. Не знам. Може да пробаме пак? Како? Да пробаме пак? Ајде, значи јас имам пристап моментално, значи може да поставиш маусот. Да. Значи не ги чекај контролите. Значи ако јас ја го гледам твојот монитор онака како што е моментално сетиран. Ја не ја гледаме GoToMeeting апликацијата, значи ја избираме Quick Selection алатката и кликнуваш овдека. Сега можно е да ти GoToMeeting не ја гледаш затоа што си ти, односно да не ја гледаш Photoshop затоа што си ти моментално презент направено. Дали сега го гледаш Photoshop, Петер? Ми се губи. Океј, Наташа може да пробам со тебе? Може да проба со Наташа, да. Ајде да видиме. Сега, гледам дека кај Наташа има работната површина не изгледа онака како што би требало да изгледа, она оптимално. Затоа ќе побарам контроли, keyboard и маус контроли од Наташа, затоа што Наташа се на така. Сега она веќе ми ги даде, сега јас сум тој кој што контролира овдека. Па ќе кажам, видео таймлајнот ќе треба да го тргнем, за да си олесниме, да имаме малку повеќе простор за работа, така да видео таймлајн тргнуваме, односно ако дојдам овдека гледам дека имаме Essentials, ќе го ресетираме Essentials и се враќаме назад во она стандардна положба. Така да доаѓаме тука и избираме Quick Selection алатката и кликнуваме на објектот. Сега ќе го зголемиме малце. Формата ја зголемуваме. Кликнуваме, селекцијата е направена и тоа е тоа. Значи сега ќе отидам на Select и на Deselect и Наташа, ајде сега пробај направи ги исти овие работи кои што ја ги направи. Значи селектира ја Quick Selection алатката. Тоа е четвртата алатка гледана од горе надолу. Е тука, значи кликни оваа алатка со крупчето, се дојди со маусот така. Дојди со маусот тука, кликни и ето. Тоа е селекцијата. И на тој начин ги одвиваме, односно ги решаваме проблемите до кои што се среќаваат учениците, студентите за време на настава. Ти се враќаме откако ќе го завршиме. Наставнику, сега ми е јасно веќе. Така, супер. И откако ќе го завршиме овој процес, се враќам јас назад да бидам презент. Се враќам назад, сега го гледате мојот екран и продолжуваме понатаму. Значи сме ја селектирале формава. И откако ќе селектираме формата, сакаме да ја поставиме во нов леер. Значи јас вака, откако ќе завршам со употреба на било која од овие алатки, Quick Selection Tool или Brush или која и да е, секогаш се враќам на првата алатка. Како што кажав на почетокот на предавањето, ние сме поставени во background layer. Наместо да биде ова background layer, ние сакаме овој објект да биде во посебен леер. Многу едноставно од 5 леери да креираме еден леер, али малку е потешко од еден леер да креираме повеќе. Како што е случајот сега, од еден леер да искреираме повеќе. За да искреирам нов леер, овој објект го поставам во нов леер. Одам во леер менито, од леер кликам New, Layer via Copy е доволно да употребим. Иако и Layer via Cut ќе ни ги даде посакуваните резултати. Ќе отидам на Layer via Copy и забележувам во Layer панелот од страна дека јас добивам нов леер кој што има оваа форма. Овој дел овдека на крај ќе го избришаме секако, зашто не ни е потребен, но потребен ми беше овој објект да го имам во посебен леер, затоа што ако сега дојдам во Edit менито и ја кликнам опцијата Free Transform, чија што кратенка е Ctrl+T, сега овој објект можам да го зголемувам и да го намалувам
независно од другите објекти, без да сметам на останатиот дел од сликата. Дали го успеавте сите да го направите? Наташа? Да, успешно е кај мене. Добро. Ајде да видиме сега на оваа вторава форма да ја селектираме. Значи, затоа што веќе знаеме како се употребуваат овие алатки за брза селекција, кажете ми што мислите која алатка би ја употребиле за да го селектираме тањерот доле со овие школки? Дали би оделе со алатка која што селектира врз основа на боја или алатка која што селектира врз основа на граници на објект? Јас мислам дека граници на објекти. Дефинитивно. Зашто? Затоа што, еве повторно ќе покажам, ако ја земам Magic Wand Tool алатката и ако кликнам овдека, ќе забележите дека ги селектира само портокаловите пиксели. Така? Ако дојдем Select и Deselect, ако кликнам тука, ќе видите дека ги селектира само овие пиксели. Значи, затоа што имаме неконзистентна боја, а границите се јасно видливи, многу подобро е селекцијата да ја направиме со Quick Selection алатка. Ајде направете го тоа. Јас ќе ве почекам. И сега да претпоставиме дека повторно има некакви проблеми, алатката не селектира, не го прави она што сакаме да го направи. Јас се, како кажеме, Наташа имаш проблеми, descent click, make presenter. Океј? Да, во ред. И сега повторно ќе треба да дојдеме. Најчесто кога се случува ова, проблемот е што не е селектиран точниот леер. И повторно, ја повторувам истата постапка, одиме со Quick Selection алатката. Одиме Select. Наташа, може да не го чепкаш малку? Да, извини наставнику. Select, Deselect, ја се правиме селекцијата на оваа форма, може би ќе треба да кликнеме неколку пати, затоа што има јасно видливи граници внатре по формата, го селектираме ова, го правиме вака, одиме во Layer менито, New, Layer via Copy, и објектот си е во посебен layer, ова ќе го донесеме овдека. И објектот е селектиран и постои. Обично кога ќе го направам овака, затоа што ја имам го имам објектот во посебен леер, значи на неуништувачки начин ја работев сликава. Обично го бришам овој леер, значи поединечно, еве во овој случај првен го покажувам ова на сите. И начинот на кој што ова го предаваме, првен јас го правам еднаш, па го правиме сите заедно, а додека го правам тоа еднаш објаснувам зашто ја употребувам таа конкретна алатка и начинот на кој што таа функционира. Фала, Наташа, ќе се вратам јас да видам презентер. И откако ќе го завршам тоа самостојно, го правиме сите заедно и ги прашувам. И тогаш настојувам сите да ми кажат дали завршили или не завршиле. И доколку не завршиле, поединечно идеме кај секој студент кој што не го завршил тоа, го правиме исто. Те се откако ќе го направам овака, откако ќе го решам проблемот, ја ги враќам чекорите назад, односно во овој случај би го избришал леерот, би го оставил студентот да биде презентер, за да се осигурам дека ќе ги повтори истите чекори кои што јас сум ги направил и дека ја сватил материјата и алатката како се употребува и продолжуваме понатаму. И овие се лекции кои што доаѓаат директно од Adobe, ние сме со доволно време и мислам вакви лекции овие сум ги прошол многу пати со многу деца и веќе знам од прилика каде би се станале децата, нели, искуството си го прави своето, знам каде би се станале, каде би сгрешиле, така да не секогаш треба да проведеме многу време од дете на дете. Значи, најчесто се случува ова
да биде многу по-гладко да пројде. Сега во интерес на време може би брзат малку повеќе, извинете за тоа, но саат време имаме одека и веќе сме при крај, значи сакам да ви оставам малце време и да поставите некакви прашања ако имате и да не ви одземам многу од времето, да знам дека е работно време, може би некој од вас на пауза излезени. Али во глобала вака ги одржуваме предавањата и предавањето не застанува додека сите неа имаме направено вежбата како што треба. Дополнително, домашните кои што им ги даваме, после секој час се домашни кои што се однесуваат на она што е претходно научено. Значи, една иста алатка ќе пројдеме онолку пати колку што е потребно, ама да знам дека секој дете кое што е една частот ја научило алатката, онатаму е само вежбање и рутина. Така да кажете ми, еве, сега вака откако ја видовте оваа презентација, оваа видео презентација за тоа како се одвива еден час, од вие што сте присутни овде, дали имате некакви прашања или нешто што не ви е јасно, можеби дискусија, некакви предлози можеби за тоа како да се подобри себе ова и кои се вашите впечатоци. Слободно можете да пишете во чатот или да зборувате. Било кој некој, ајде, знам дека имате прашања, така да сега е времето да ги поставите. Не дека после не е време, ама зашто не се. Ево го бан јас додека нели некој се охрабри или би сакал да праша, нели малку да те заменам во зборувањето, да надополнам, значи ова беше наш обид да со еден од нашите најдобри предавачи во Детскиот едукативен центар што го имаме Бован Крстев, да презентираме како всушност изгледа онлайн наставата во Детскиот едукативен центар, еден вид на играње на улоги, моравме да одбереме еден софтвер, во случајот беше Photoshop, за тоа како тече еден онлайн час во Детскиот едукативен центар. Пробавме да ви ги представиме сите можности и сите карактеристики како на платформата, така и на нашиот час. Како што рече Бобан, малку може би одевме побрзо, за да можеме да стигнеме све да кажеме, иако нормално кога си оди часот со деца, максимум се до 12 во група. Во овој случај ние не можевме и со вас да направиме вистинскиот час, пошто сега сме веќе 37 едно време бевме и нема да беше вистинската слика, пошто ние немаме групи поголеми од 12 деца. Часот си тече исто како во училница, значи се дава место за вежба, место за пауза, децата исто така разговарат како што ние овака разговараме, исто како што Бобан би отишол над неговиот компјутер кога би бил физички во училница, на овој начин оди во неговиот компјутер за да му покаже каде да кликне или каде сгрешил. Така да, значи, јасно е дека физичката училница или физичкото присуство е незаменливо, каква и технологија да имаме, меѓутоа овој начин на држење на часови приближно го имитира тој начин на физичко присуство на децата во училница, затоа што и организацијата на наставата на часовите и платформата и можностите што ги дава покриваат голем дел од потребите на децата за одржување на настава. Секако, доколку немате, не би сакале сега да поставите некој прашање, јас во чатот ќе го напишам мојот мобилен телефон и секако мојата имейл адреса и можете слободно да ме само момент. Можете слободно да ме контактирате дополнително после овој отворен ден во врска со сите прашања што ги имате и за начинот на реализација, меѓутоа и за сите обуки што ги имаме за деца на возраст од
5 до 16-17 години. Јас ви благодарам за вниманието и за интересот што го имавте за нашиот отворен ден. Фала ти. Фала и за... Јата се надевам дека, како што кажа Надаш, се имате малку поголема представа како се одвиваат предавањето дека во СМС едукација. Дефинитивно не може да биде заменета онлайн наставата, односно не може да биде заменета физичкото присуство дека учениците со онлайн, но сите овие опции кои што ги нуди GoToMeeting, нели пробуваме со тие опции кои што ги нуди GoToMeeting, пробуваме што е можно повеќе да ја доловиме на традиционална настава. И искрено јас не дека бев скептик, али сакав да видам како тоа ќе функционира. Беше малку зезнато на почеток, но се навикнав. Среќа што почнавме со оние малку повозрастни групи. Отпосле дојдоа како забрзани курсеви во текот на летниот период, дојдоа детски групи, каде што мислам дека 5 или 6 детски групи одржав со по 30 часа секоја група, што значи 180 часа со детски курсеви. Имаме, барем јас до сега имам одржано вака во преку онлайн и апсолутно никакви проблеми немаме. Децата се снајдоа онака како што мислам се снајдоа супер. Не е некој проблем за нив затоа што они реално гледано и се раѓаат со мобилни телефони и со вакви апликации во рака. Беше потребен 1 час за да им објаснам како е, односно многу кратко, за да им побарам контроли, за да им кажам дека треба да имаат веб апликација сигнато и понатаму часовите се без проблем се одржуваат. Плюс им е интересно, нели имаат слушалици, они зборат, они комуницираат, цело време сме на чат. Во случај да некој не може да збори, се пишува на чатот и тоа е тоа. Значи, функционираме онака како што би било, нели, во училница, но физички не сме тука. Фала ви уште еднаш за вниманието. Колешката Наташа ви го даде нејзиниот број, јас ќе го пишам и мојот број овдека. Во случај да заедно со мојата имейл адреса, во случај да сакате да не контактирате, за оние кои што може би не го запиша cmon.com. Ова е мојата имейл адреса, така да слободно контактирајте ме за било какви прашања во однос на детските курсеви во СМС едукација. Фала ви на вас, па се надам се слушаме во скоро време. Фала, имајте пријатен ден. Поздрав. 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 Поздрав.